Најмалку 7 лица во Македонија се заразени со вирусот COVID-19. Повеќе од 100 луѓе се во карантин и уште колку ли во самоизолација. На клиниката за инфективни болести пак секојдневно се тестира по најмалку еден сомнителен случај. Првата заболена пациентка беше диагностицирана пред 2 седмици. Таа веќе се излечила и најверојатно ќе биде пуштена на домашно лекување, велат надлежните. Но бројот на ново заразени речиси секојдневно расте. Владата дури денеска донесе одлука за строги мерки, но дали се тие задоцнети? И дали наместо препораки, лабави контроли на границите и надеж за самосвест кај граѓаните, требаше веднаш да се реагира со ригорозни мерки? Граѓаните загрижени, велат мерките на владата се задоцнети, а училиштата уште одамна требало да бидат затворени. Задоцнето е. Многу порано требаше да се предвиди, уствари. Мислите дека имаме капацитет да се справиме со вирусот? Не знам, не сум баш сигурна, ама се плашам просто, не знам. Ја мислам дека се многу закаснети и дека најголема грешка е што ја направила наша директорка, да кажам, и дека ќе страдаме најмалку 20% од сите луѓе, дека ги прекрши човековите права, според мене. Па мислим дека е касно. Требаше порано тоа. Сега веќе и школите ги затварат за децава и све. А што ако некој е заразен? И сега детево може да е дома кај родителите, заразено е детево. Владата тврди дека здравствените власти биле подготвени да се справат со ширењето на коронавирусот. На клиниката за инфективни болести велат имало 8 боксови и исто толку респираторни машини. Во земјава имало уште 2 респиратори кои би можеле веднаш да бидат ставени во функција, а во меѓувреме Министерството за здравство набавува 5 нови машини за механичка вентилација. Инаку коронавирусот веќе ги затвори образовните институции во соседството. Властите во Албанија, каде вчера беа регистрирани првите 2 случаи на заболени со корона, веднаш ја прекинаа наставата во сите образовни институции до 3 април. Претходно и Грција донесе одлука превентивно да затвори над 80 училишта.